Здраво, Македонија! Подготвени сме сите за уште едно издание на нашиот омилен квиз Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. И денеска ќе го покажеме нашето знаење, ќе се надмудруваме едни со други, па затоа да не должам повеќе да ги запознаеме нашите надпреварувачи. Стандардно како и секогаш, прво ќе ги поканам да ми се придружат тука на сцената домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Ивица и Стефан. Повелете. Здраво, момче. Добре дојдовте пак. Браво, ве најдовме. Супер. Расположени ве гледа. Па да. Не ме прашам за возбуда, дам на немате, не минатиот пат ја немав. Или... Има мокрут, не е дека не. Па тоа сте била за покер, брат. Да ти кажам, брат, сериозно, многу добро го криеше тоа. Не се приметува едниот и другиот, не знам. Ќе се пробаме после. После, дај, од тука на покерот. Па да. Добре. Да не сакате нешто да дополните, да кажете. Па, кажеме се, само... Ништо ново не се случи во овие недела дена. А сега може да има нешто да не знаеме. На друго место ќе си ги кажеме тие работи, во кафана. Во кафан. Без камера. Кажи ми кој те пеглава Кубо, што ти испеглал, видиме мене. Истиот, што и ти. Истиот, значи и ти сам се пегла, ама добро се испеглан. Да, стомак имам. Од треска вака правиме да испегламе кошулата и двајцата мора да ви кажам, коментира се пеглав, мора да им кажам на сите. Пола сат мислам дека се пеглав и пак кога дојдов изгушва да ми кошулата, не знам како. Тоа е тоа. Од кај што носи. Сега да забораваме на тоа што го видовте и кажав. Да си продолжиме со листа за 300, може? Домакини? Тоа е тоа. Тоа е домакинска трговина. Повелете. Фала. А денеска, на мој огромен мерак, а верувам и ваш, ќе имаме битка на половите. Наспроти Ивица и Стефан ќе седнат дамите Даниела и Александра. Повелете. Здраво, добре дојдовте. Добре ве најдовме. Добре ве најдовме. Одлично. Расположени за игра. Ве гледам, возбуда нема, тремата, како што ми кажа приеска, ја оставивме пред врата, Да. така, одлично, ме радува. Ја нема. Кој пат сте веќе во листа за 300? Јас мислам четврти. Четврти? Да, ако не се лажам. Така, трети, четврти. Одлично. Денеска, како што реков, ќе имаме битка на половите. Имате машко дуо, да кажам, наспроти вас. Машки пар. Верам дека сте подготвени. Да им покажете надеваме. како се прави тоа. Да. Ќе се види. Ќе се види. Како и да е, дојдени сме нели пред се да се забавуваме, а ако успееме да победиме, тоа е само плюс во целата работа. Да не ви го одзимам времето повеќе, почувате како предизвикувачки, што значи ваша предизвикувачка кабина. Повелете. Благодарам. Ивица и Стефан, односно Даниела и Александра, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, знаете како оди процедурата, мора да ги проверим истите дали функционираат онака како што треба, за да си продолжиме без никакви проблеми. Ке ве замолам затоа прво да исклучиме кабината на домакините. Даниела и Александра, дали се слушаме? Да. Да. Немаме никакви пречки. Не. Одлично. Уште едно само да ве потсетам во продолжение. Ако нешто не ме слушнете, не ме разберете, да ме прашате, тоа ми е најважно. Договорено. Сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на домакините. Домакини, како сте? Добре. Супер. Одлично. Музиката е погодена. Погодена музичето, добре. Сега само музиче добивате, за жал додека трае листа за 300. Тоа е тоа. После тоа, ако си освоите паричка, не? И уште нешто. И танчерки. Да, и добри сте. Се варе со кабината, значи може да стартуваме. Супер. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини, што значи стартуваме со листа за 300. Како и секогаш, така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: зборови на 6 букви што почнуваат со буквата П. Бараме зборови што се содржат во македонскиот дигитален речник, кој има точно 6 букви и кои почнуваат со буквата П како прилеп. Се прифаќаат сите видови зборови, но само во еднина, само во еден род, без членување. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на компании, народи и слично. Ивица и Стефан, дали не е јасна темата? Да. Даниела и Александра, дали не е јасна темата? Јасно. Да, само се извинувам да Повели, прашам. да. Сите видови зборови, и глаголи, и прилепни, Да, се сите, можни. да. Во ред.
Одлично. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска во таа улога се Даниела и Александра. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Ивица и Стефан. Даниела и Александра, која ќе имате понуда? Повелете. 5. 5. Извини малку. Повели? Беше 6 или Шест само букви? 6 или повеќе од 6? Не, само 6 букви. Шест, На точно 6 букви, значи се прифаќаат сите видови зборови, Добро. дали именки, глаголи, прилози и така натаму, во еднина и само во еден род без членување, во било кој Добро. род без членување. 5 беше првата понуда. Ајде, 8. 8. Чисто за подсетување, за да нема грешки и на вас. Значи сите видови на зборови се прифаќаат, како што рековме, но само во еднина, во било кој род, но само во еден род и без членување. Тоа е тоа. Уште еднаш чисто за подсетник, 8 беше нивната понуда, 10. 10. Ајде, 12. 12. 12. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 18. Две повеќе 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. Можам само да ви кажам дека само тука пред мене имам издвоено повеќе од 200 зборчиња. Вака што се да. Чисто да знаете дека има зборчиња. Да, Има зборчиња таму. Да. Така. Океј, 21. Беше нивната понуда. Ајде, 23. 23. И со вас да споделам таа информација, тука пред мене имам издвоено повеќе од 200 зборчиња, чисто да знаете. Да не, дека има зборчиња, тоа ми е младо. Така. Да не. 24. 24. 25. 25. 26. 26. Ајде, 26, така? Да. 28. 28. 29. 29. ајде округло. 30. 30. 31. 31. 33. 33. 34. Едно повеќе 34. 35. 35. 36. 36. 37. 37. 38. 38. Ајде нека играат. Да одговараат. Ајде, као прави джентлмени, Ивица и Стефан решија да ви дадат предност. Даниела и Александра, имаме 38 празни полиња, треба да ги исполниме со зборчиња на точно 6 букви кои што почнуваат на буквата П. Ако сакате ќе повторам уште еднаш. Кои се правилата? Се прифаќаат сите видови на зборови, но само во еднина, само во еден, било кој род, без членување. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на компании, народи и така натаму. Ај, јас. Патика да почнем. Да. Патика. Патика. Така е, Пазари, ама како глагол пазари. како пазари. Да. Така е, Правда може. Правда. правда. Така е, Побуна. побуна. Точно, Повика. повика. Така е, Поттик. поттик. Точно, Предок. предок. Точно, Покажа. покажа. Точно, Побара. побара. Така е, Понуди. понуди. Точно, Понуда како именка. понуда. Така е, Писмен. писмен.
Точно. Пейзаж. Пейзаж. Така е. Покоен. Покоен. Точно. Повели. Повели. Така е. Поклон. Поклон. Така е. Породи како глагол. Породи. Точно. Пазете. Пазете. Така е. Правно. Правно. Така е. Наполовина сме точно. Пустош. Пустош. Точно. Пелена. Пелена. Така е. Перика. Перика. Така. Прекар. Прекар. Така е. Прекор. Прекор. Точно. Памети. Памети. Како Како памет. не како множина од памет. Да, знам. Така е. Патека. Патека. Точно. Пазува. Пазува. Така е. Погоди. Погоди. Мислам дека го кажавме побара. Да. Така е. Чекај, понуди, ама дали понуда кажавме? Мислам дека ќе провериме само, мислам дека да, само секунда. Понуда и понуди. Кажани се, да. Јасно. Подели. Подели. Така е. Покажа, дали го кажавме? Покажа, само момент. Кажане. Потера. 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 Така е, потера точна. Пророк. 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 31 точен одговор. Проред. 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 32 точен одговор. Прекор. Прекор. Кажане, Го да, има, кажане, го има, прекор, да. да. Еве го горе. Пазиме. Пазиме. Пазиме, точен одговор. Против. Да. Против. Да. Така е.
Прирок. Прирок. Да, во реченица. Така. Така е. Празен. Празен. Така е. Подари. Подари. Ај го имаме подели. Го имаме? Ете го погоре. Да подели. Така е, подари точно. Повели. Повели. О, повели ни е последно. 38. Повели има, уште на почетокот некаде го А, кажав. имавме? Да. Добро. Помила. Мила, помила, не Е, мила. може, да. Помила. 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 Како мила, најмила помила. Да. Да. И тоа се 38 точни зборчиња од 6 букви на буквата П. Браво за Даниела и Александра. 1-0 е резултатот моментално, но знаете дека не можеме многу да се опуштаме. Веднаш пова играме и втората лицитација која ќе биде пресудна и за едните и за другите, дали вие ќе ми се придружите тука или ќе играме пенали. Затоа честитки, но и внимателно во продолжение. Ивица и Стефан. Добро, да, добро диграно, но ги фатија некако Ритам. да, добар ред со зборчињата од почеток, некако добар план има. Во секој случај добра стратегија и ете. Резултатот 1-0. Не ви е непознато на вас. Знаете дека ништо не е готово, може да се направи пресврт. Ја би сакал на пенали да се игра, знам дека ова не им се допаѓа муабетот на Даниела и Александра, ама јас сум што направам фан на пеналите. Па храбро во продолжение, ништо не е готово. А зборови на 6 букви ќе пробам да издвојам некој што не ги кажа нашите надпреварувачки, кажа сепак 38, многу зборчења. Имаме пагода, падина, потоа паѓање, пајче, пајтон, палуба, пардон, пасија, пасош, пекмез, период, перчин, песјак, петица, петрол, потоа повеќе, може го кажавме повеќе, стварно не знам веќе, прашок, призма, провев, пробој, пулсар, пурпур, пушење и така натаму. Па ќе кажам, до 38 зборчиња кажавме, тешко ми е да издвојам кои не ги кажавме сега вака. Но како и да е, продолжуваме ние понатаму, како што реков, предност е на страната на Даниела и Александра, но ништо не е готово, затоа што имаме уште една лицитација за играње, па да не должам повеќе. Темата за втората лицитација гласи: романи и драми од македонски писатели. Бараме наслови на романи и драми напишани од македонски автори во било кој период од македонската историја. Се разбира, бараме точни наслови. Но морам тука да надополнам дека не се признаваат оние, како да кажам, збирки раскази, детски книги, како кои да ги кажам, Зоки Поки, Итар Пео и така натаму. Во ред, баш правиме муабет за драми и романи од македонски писатели. Тешки. Се шегам. Дали не е јасна темата? Да. Ивица Стефан? Да. Одлично. Даниела и Александра, дали не е јасна темата? Јасно. Да. Супер. При втората лицитација први започнуваат со надавање, во некои што имаат резултатска негатива. По првата одиграна игра во таква ситуација се наоѓаат Ивица и Стефан. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на предизвикувачките, се извинувам, а Ивица и Стефан, кога ги имате понуда, повелете. 5. Започнуваме со 5. 6. 6. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. Стигнавме до 20. 27.
21. 22. 22. 23. Што се смешка да е така? Што ли кувате нешто? 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. Ете, зашто така? Ајде, 29. 30. Стигнавме до 30. Ај нека одговара. Ајде, денеска кажи Тоа како може, што може. Нека иде. Мене се јавта. Супер. Даниела и Александра. Повторно денеска Ивици и Стефан си заработија они минатото издание на листа за 300. Вие викаат сега ќе одмараме лабаво. Да видиме како ќе тече водата само. Јасно. Кога ќе бидете, како што реков, имате романи и драми од македонски писатели. Кога ќе бидете подготвени, може да започнеме. Пиреј. Пиреј. Така е. Село за 7 јасени. Село за 7 јасени. Така е. 2 Марии. 2 Марии. Така е. Добро. Црнила. Црнила. Така е. Црно семе. Црно семе. Така е. Бегалка. Бегалка. Така е. Чорбаджи Теодос. Чорбаджи Теодос. Така е. Силијан Штркот. Силјан Штркот. Даниела и Александра. Убаво се кажа Силјан Штркот од Марко Цепенков, но Марко Цепенков е познат по тоа што е нели собирач на умотворби, раскази и така натаму. Никогаш не напишал свој роман. Затоа одговорот не може да се прифати како точен. Многу ми е криво. Ве слушав во позадина кога набројувавте и други спремни бевте, ќе одеше супер работа, многу ми е криво што вака излезе. Супер размислувавте. Но од друга страна мене ме мерак се на пеналик играме. Супер бевте женски. Искрено ми е криво што вака заврши работата, но може би подобро сега отколку нешто на крајот да кикснеме. Замисли тогаш да го изиграме Силјан Штркот, па да беше после 25. Така да не сме изморени, не на истошти втората лицитација, спремни сме за пеналите. А им се посреќи и на Ивица и Стефан, добро тргна, не знам дали вие можете да ги чуете кога се договара од доека чекавте за овакво, добро им тргна, мислам дека на добар пат беа, но ете, и кондиција, не вниманието кондицијата сега и таква и темата. Малце беше, како да кажам, така, зезнатка. Романи и драми од македонски писатели, пред да продолжиме понатаму, ќе прочитам, имам вака издвоено вака. Добро, Александра, Антица, Белата долина, потоа Братско стебло, Белото циганче, Буре барут, Балканот не е мртов, Волшебното самарче, Викенд со мртовци, Големи мали, Дупло дно, 2 Марии, Диво месо, Еригон, југословенска антитеза, Кандид во земјата на чудата, Кузман Капидан, потоа Крпен живот Калеш Ангја, Македонска крвава свадба, ММ кој прв почна, Село за 7 јасени кажавме, Пустина кажавме, Папокот на светот, Парадоксот на Диоген, Парите со тепувачка, Печалбари, Разбој, Солунски атентатори, Солунски патрди, Тунел тетовирани души, Црнила, Црно семе, Црвениот конј, Чија си, Чорбаджи Теодос, Чернодрински се враќа дома и така натаму. Голем дел, барем моја генерација, сме ги читале како лектирили дела во основно и средно училиште. Кој не ги прочитал, му препорачувам да ги прочита истите.
А сега, драги гледачи, како што реков, продолжуваме понатаму. Резултатот е 1-1. Пеналите ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара, дали Ивица и Стефан или пак Даниела и Александра ќе ми се придружат на главната сцена и ќе имаат шанса да си освојат и парична награда. Зато, да не должа повеќе, темата за денешните пенали гласи: филмови со Джулија Робертс или Анджелина Джоли. Извор сајтот на ИМДБ. Бараме наслови на филмови во кои играле славните актерки Джулија Робертс или Анджелина Джоли. Сега вака ги бараме во наша транскрипција или пак точно кажан оригинален наслов на англиски. Не може да комбинираме, да го кажуваме сега насловот дали на македонски или пола на англиски. Значи ќе ве замолам или во точна македонска транскрипција или по точното, нели, оригинално име. Ивица и Стефан, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Даниела и Александра, дали не е јасна темата? Јасно. Да. Супер. Знаете дека на пенали први започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи. Во таа улога се Даниела и Александра. Уште еднаш да подсетам дека на пенали одговараме на поредно едните па другите се додека некој не погреши. Бидете внимателни надпреварувачи, кабините се отворени сега во текот на целата игра. Даниела и Александра, кога ќе имате одговор, повелете. Господин и господја Смит. Господин и господја Смит. Филм на Анджелина Джоли и Бред Пит, така е. Прекрасна жена. Прекрасна жена. Pretty Woman. Прекрасна жена или убава жена, како и да е, да. И вака и така го среќаваме. Повелете. 8 темина на Ocean. 8 темина на Ocean. Чекайте да видиме. Не знам дали игра некој од овие две актерки во 8 темина на Ocean. Само момент. Даниела и Александра, како што реков, ни една од овие две актерки не игра во филмот 8 или 8 темина на Ocean, но ништо не е готово. Да видиме сега кој е одговорот на Ивица и Стефан. Доколку погрешат, продолжуваме како ништо да не било, но доколку е точен, за жал ќе мора тука да се простиме. Сега да видиме Ивица и Стефан. Вашиот одговор е? Ерин Броковиќ. Како Ерин Броковиќ. Оскаровскиот филм на Джулија Робертс, веднаш можам да кажам дека е точен одговорот. Им се насмеа среќата на Ивица и Стефан повторно бизнењето во оваа ситуација. Даниела и Александра. Многу ми е криво што вака излезе работата. Киксот сепак со силен штркот, да не ти донесе, не сакам да биде така, да не ме сватиш погрешно, не ми беше тоа. нема проблем. Сакам да кажам дека едноставно среќата како да не напушти од тогаш па наваму. Штета, иначе игра во 12 темина на во 11 темина на Ocean и во 12 темина на Ocean игра Джулија Робертс. Како да љубовта на Дейвид. Џорџ Клуни, да. Така беше. Знаевме дека е во Ошијаник, ама во кој Да, сега? во кој беше? Последниот, ако не се лажам, во 8 темина на Ocean е 8 некои исто актерки се, како женска екипа се, ама не ми текнува кои се, но знам дека не беа сигурно Джулија Робертс. Може би Ен Хетуеј беше таму. Да, може да е така, Ен Хетуеј да играш. Во секој случај, секогаш ми е мераки огромно задоволство кога ќе ве видам тука во нашето студио. Не се разочарувајте во блиска иднина, во некој од следните, сега дека не освоивме пари, можеме слободно да се пријавиме повторно. Барем тоа ако нека колеснителна околност, супер. Ќе се дружиме повторно во некој од следните емисии и верувам дека резултатот ќе биде поинаков. Супер, почнавме денеска, но оваа летната пауза, периодот што го направивме како паузички, ете, малце така мрзоволни. Ќе биде подруго сега. Ви благодарам што бевте дел од листа за 300 и се гледаме повторно во блиска иднина. Ивица и Стефан, браво за Трпението. Да, за трпението, рече. Браво за трпението. Добро тактички одиграно, знаете кога да се повлечете, кога да ги пуштите да одиграат и тоа е тоа. Како што реков, знаење надмудрување листа за 300. Ќе ве повикам се и тука на главната сцена, но пред да го направам тоа, да ги прочитаме дел од оние филмови со Джулија Робертс и Анджелина Джоли. Тука ги имаме 12 темина на Ocean, досието Пеликан, Ерин Броковиќ,
Кука, потоа Лери Краун, Майкл Колинс, Макија, Насмевката на Мона Лиза, Невеста бегалка, Нотинг Хил, Убава жена, Челични магнолии. Ова се дел од филмовите кои што ги има снимено Джулија Робертс, на Анджелина Джоли, Александар, потоа Бегство за 1 минута или Gone in 60 Seconds, Беовулф, Господин и госпоѓа Смит, Лошата вила или Малифисент, добро позната, Лошата вила, Господарка на злото, потоа Насмевката на Мона Лиза. Тука се појавуваат ете двете актерки во овој филм, потоа Салт, Собирач на коски, Том Рајдер, Туристот, Джија или Манекенка и така натаму. Заедно овие две актерки имаат снимено повеќе од 100 филмови. Ето од кај им се парите, ако се прашувавте. А сега, си продолжуваме ние понатаму со листа за 300. Ке ги повикам Ивица и Стефан да ми се придружат тука на главната сцена и да видиме што ќе направат со темата од нашата листа. Дали ќе освојат парична награди, ако освојат колкава ќе биде таа. Затоа, останете со нас, драги гледачи, и се враќаме веднаш по пузата. Ивица и Стефан повторно тука на главната сцена ќе бидат соочени со темата од нашата листа. Дали ќе освоиме парички колку? Мислам дека ќе освоиме парички, но колку е само прашањето. Денес имав интересно издание на листа за 300. Како што рече, го добивме со трпение. Тоа е тоа. Како и да е, го добивте. Одлично одиграно. Сега не можете да избегате од одговарање. Мораме да одговараме доколку сакаме нели да се освоиме парична награда. Темата ми е подготвена, нема да ве држам многу, но процедурата е малце поинака, нели мораме да видиме од како е составена нашата листа, да се потсетиме. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги спишеме со точни одговори за да освоиме максималната сума. Во меѓувреме за 3 ваши точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 точни одговори 200 и за 15 точни одговори ви следуваат 300 евра. Колку земавме минатиот пат? 150. 150. На пола. На пола. Не се делат. Епа сега одиме... Нема да ги поделиме. Да. Фрка е сега или 50 или 150 или 300. 300. Моje реченијето, да. 300. Дека 450 е најубава делива сума на 2. Да. Супер се дели. Така. Ке ги најдеме чака. Да, качи. Разликата ги делиме. Ова разликата се знае. Разликата Ја компензираме после. За државата, кога Ракија, зема кебаб, данок, да. дава ќе се погласува. Така. Ајде да не ве дефокусирам, да не ве деконцентрирам. Драги гледачи, слушајте убаво и вие, затоа што денеска го тестираме нашето знаење на тема тенисери кои биле број 1 на АТП листата. Извод, официјалниот сајт на АТП. Ги бараме најмалку презимињата на тенисерите кои на светската АТП листа на најдобри тенисери биле на првото место најмалку една недела. Ивица и Стефан, дали гледаме тенис, дали играме тенис можеби? не играм. Не играме тенис. Одгледувам. Одгледуваме. Добро, кој ќе бидете подготвени? Ја мислам дека барем, нели, можеме до некаде да стигнеме од ја Би ништо требало играм, да ни се овие гледам нешто звучни имиња, посебно. и јас не, ама. Гледај, од секој, значи не бареме само од сега што се, туку нели Данас. низ годините наназад, да. Ајде Џоковиќ ќе оставиме. Ајде, водиме со Џоковиќ Моменталното најдобро. и да, и со најмногу на првото место со 428 недели, рачунајте Само самите. што сруши рекорд. Да, само што го сружи рекорд, така. Точен одговор, Ајде и Рафаел Надал. Рафаел Надал. Федера. Да. Така е, точен одговор. И Роже Федер. И Роже Федерер. После Џоковиќ, најуспешниот тенисер, односно со 310 недели на првото место. Сега? Ево, честитки за 50 евра, не се заморим. Тама ми да ги појна марче сега, да. Ништо, ќе ни ги дадат овие 50 евра или не ни ги дадат? Не кажам ништо, марче. Наши си или не си? Да, наши или не се. Јас не знам. Како ми не знаеш? Не знам. А не знае ти постари имиња некои, ајде. Цампрс, да го кажеме. Пит Цампрс, Сандра Агаси. Ќе се кајде после Тоа се од твое време више, моето овие се тројца. Цампрс, Сандра Агаси сега и... Кој уште едно да го кажеме? Горан Иванишевиќ, дали бил тој? Еве, има и сегиот поновиве, кој му беше играше сега на Џоковиќ, што му прави фрки цело време, младо Овој дете. младиот Калкарас. Алкатрас. Алкатрас. Ајде. Ете ги три. Нека иде.
Карлос Алкарас. Карлос, мислам се викаше, не ми е текна. Карлос Алкарас, така. Вика дека е новата, мислам, новиот талент, онај дека дури има Малце шанси. емоциите не ги смирува, ама... Па да, вика, барем така се збори нели во тие тениски клубови дека Ама ќе го игра. може да го надмени Џоковиќ Да, со да, да. годините, дека то толку е талент. Карлос Алкарас, четврти погрешен одговор. Да, мисли. Точен одговор, така. Пит Сампрас. Пит Сампрас. Пит Сампрас. Кој знае, знае. Така е точен одговор. И Андре Агаси. И Андре Агаси. Андре Агаси, човекот, ако не се лажем, што ја промени модата во тенисот. Претходно сите носеа бели маички, бели шорцеви, под Андре Агаси почна ерата на дотерување со Ма до сега се викаше белиот спорт. Да, точно така. Еве едно да пукне со Андре Агаси, 100 евра, сега што правиме за понатаму? Па мислам дека не можам да ми текне сега. Има уште и нови, овакво има и од постарите. Мислам дека беше... Не кажа, може би најзвучното име од минатото. Добро, да не ве збунам, сега самиот. Чекай да размислам, има време, така? Само да сеам да женам, да видам. Имам време. Чекай да... Некое звучно име од... Некои така дуели на титани што биле, мора некој да бил. Само машки, без женски. Само машки. А... Не. Ја си Чао, изјаваме ги со доста. да наредната Сигурно ќе ми си, разлика сигурно, тоа, така да. така. Честити моци, супер скапме, одигравте, сега ќе ми биде години. криво кој ќе ме потсетам на Нема да не. Нема. Нема, кажи, што Тоа е наше, си е наше. Така да сте живи, за ми се допаѓа како размислуваме. Честитки. Си обезбедивте учество и за наредното издание на Листа за Така. 300. Тоа ќе биде трето учество. Ќе се дружиме уште еднаш, Трета само е мајка. огромно задоволство. Трета мајка за 300 евра. Идеме да такова. Може. А тенисери кои биле број 1 на АТП листата, најмалку една недела ги имаме тука Бјорн Борг, Борис Бекер, Даниил Медведев, Енди Мареј, Иван Лендл, Илија Настасе, Јаник Синер, потоа Мац Виландер, ги кажавме другите, само момент, Джим Куриер, Джими Конорс, Џон Мекинро, Штефан Едберг и така натаму. Ја мислев на еден од Штефан Едберг да ти текне Борис Бекер и Бекер и Андре Марин, тие ги... да, нека од тие викам Да, ги ако ти знаев, текне. ама И другите- од поновиве мене ми се познае нели. Медведев Енди исто го Мареј, спомнав, Медведев, ама не бев сигурен. Така. Одлично одиграно, Тоа е супер се дружиме во следното издание на Листа за 300. А вие, драги гледачи, станете ми во добро здравје и секако останете со програмата на телевизија Сител и чекајте го следното издание на нашиот квиз. А до тогаш не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!